Благодарам. Некако ќе направиме една симбиоза и заклучок. Добро е тука што е вице-премиерот и министер за транспорт господинот Николовски. Имено со оглед дека можеме да видиме присуството кое што е во сала, па и нема кој да постави прашање. Јас сакам уште едно дополнително прашање да поставам, нешто кое што доминираше во изминатиот период во дебатата за буџетот, но гледам дека и провејува во јавноста. Фактот е непобитен дека со овие 100 милиони од оваа година и тие 250 до година, тие 350 милиони евра кои што ќе завршат кај општините, ќе интензивираат градежна активност во можеби над 800 точки, бидејќи од тоа што можевме да го видиме од проектите, има општини кои што аплицираат и со по 12-13 проекти, тоа веројатно ќе продолжи. Исто така непобитен е фактот дека во изминатите 20 на дена почнаа со изградба комплетно нови 2 автопати. Ги следиме изјавите и на вас и на вице-премиерот дека се прави можност да се операционализира и изградбата на автопатите Скопје-Блаце. Исто така Струга-Ќафасан. Во контакт со кабинетот на министерот поднесовме една законска измена со која што дополнително ќе го убрзаме процесот на експроприација, бидејќи ако во минатото се завршиле негде 500-600 парцели, сега само за 3 месеци над 1200-300 се расчистени, се интензивираат активностите на коридорот 8 или на коридорот 10 со брзата пруга. Но има едно прашање кое што провејува, кое што е омилен аргумент на опозицијата, тоа е следново. Зашто го критикувавте проектот со коридорите 8 и 10D? И зошто ако бевте толку храбри, не го раскиневте договорот? И внимавајте, тоа доаѓа од тие кои што го виделе договорот, а не од нас кои што не сме го виделе договорот. И сега ние им објаснуваме, вие кажавте авансна исплата $347 милиони, доколку не влеговме во операционализација и изградба, ќе требаше најверојатно уште толку да платиме заради арбитражата, која што сигурно ќе беше и поднесена во некој си меѓународен арбитражен орган. Јас сакам сега дополнителното прашање да ви го поставам во следниот контекст. Вие пред некое време дадовте изјава дека државата на некој меѓународен суд загубила арбитража од $450 милиони. Сега мене ме интересира за што станува збор и кога се има тоа случено. Ви благодарам.